Значи пред месец дена направи видео за дронот што го купив, Mavic Mini DJI, и го видовте првото летање што го имав со него, бев супер задоволен, све супер добро, видео ваму таму. И не се сеќавам, но мислам дека реков дека направам видео за тоа како поминал мојот прв месец. Сега помина месеци нешто, имав доста летања, доста несреќи, доста добри случаи. Така да ќе го поделам видео на неколку етапи, односно ќе збориме за батеријата, ќе збориме за ремоут контролот, ќе збориме за камерата и за нетворкот што го фаќа, односно за мрежата. За батеријата, значи сите вие што планирате да купите Mavic Mini у блиска иднина, немојте да го направите, односно иста грешка што направив ја, да купите дрон што не е комбо пакет. Односно да го купите само Mavic-от со една батерија. Значи една батерија ви е еднакво на 20 минути летање, а батеријата се пуни доста споро, така да насам не можеш доволно да бидеш креативен за тоа што ти треба повеќе џус у дронот. Така да наместо да дадете 400 евра, дадете 530, купете го комбото, долго го имаат, тогаш ќе имате 3 батерии и плюс екстерен чарџер за истиот. Така да, ако купувате Mavic Mini, обавезно комбото, односно секој дрон, било кој дрон да го купувате, обавезно екстра батерии или оној комбо пакет што иде со нив. I must say that I become such a big fan of droning. It's unbelievable. Whoa. Just I'm too newbie. Второто нешто за кое сакам да зборам е ремоут контролот. Односно сега гледам што е разликата помеѓу Wi-Fi и радио контролер. Но останува го добиваш тоа што си го платил. Сега со Wi-Fi-от имам доста големи проблеми на летање на градско подрачје, поготово густо населени места како што е Девар Мало, каде што имаш локални Wi-Fi мрежи на сите страни, го попречуваат многу сигналот помеѓу ремоутот и дронот. Така да со контролот мора да имате обзир дека не е радио и не смете да го движите многу далеку, иако си сетира home point да го е добар GPS-от ќе се врати, но јас не би ризикувал да изгубам сигнал во густо населено градско подрачје, бидејќи сензорите за кои што ќе зборам во наредната точка се само од долната страна, значи може многу лесно да се здрвите на страна. Сигналот за GPS е исто така тежок, поготово на матка. Хајкавме значи од црквата, односно ресторанот до према пештирата и најавме некој заливче, нешто таму пробав да го кренам дронот. Не можеше да фати сигнал на GPS никако, значи буквално само правеше hovering, тука лебдеше над мене на некои си 5, тоест не толку 3 метра и значи да се зашека, да се затресе од време на време. Значи тотално не може да се ослониш на него некои такви предели, односно кањони да најде добар GPS и да не губи сигнал цело време. Другиот проблем беше таму што се вратив кај црквата и сакав да направам еден добар кадар, еден добар футич од кај што се кајаците и брочината каде што се движат, да го снимам тој дел. Али кога да го правам оној мувментот од side to side како со спин, буквално, значи кога се движев од едната страна на конјот према другата, изгубив сигнал, а немав долно батерија и најде се појавува зелена слика. Значи готово крај, викам, се здрвив сега со пропелерите, отиде јавана за непуни недела дена, 10 дена. Али доброто беше што имав сетирано home point, па се врати на некои си 5-6% од батеријата што се троши вака. Али проблемот беше што него согледав дека кога ќе направиш return home altitude, не треба да го ставаш на највисоко. Значи увек одбери да проверија висината на највисоките градби, односно лендскейпи во делот каде што си. Ако се максимум 50 и сетирај го да биде 60-70 метри, да се крене кога ќе изгуби сигнал, значи он се крива до таа точка, односно 70 метри во овој случај, тогаш го фаќа делот каде што си ти, кога си го најдеш својот home point и се спушта надоле. Имав среќа, добро го сетирав на матка, значи беше
Не беше добро, пак беше некои 250-300 метри висина, значи тој дека се кренал, додека дојде кај мене, мисле дека сум го изгубил скроз, дека се струшил. Но никаде зуи и се враќа куќи. Тоа е за ремонт контролот, немој да очекувате премногу од Mavic Mini-то, немој да очекувате дека ќе одите до ултра дистанци. Да, ако сте кокино или козјак, тогаш да, може да одите на добра дистанца. Ја го успеав да го однесам докај 2 километра, да не претерам, максимум, а дистанца значи широка, 500 метри си ги рокна без проблем. Внимателни од такви локации, не се ослонувајте на јак ремонт контролер. Како што ви кажав, значи сензор има само на долната страна и едно лошо искуство има, поношто не беше лошо искуство, се спасив, али ми застана срце, затоа што го спушта надоле, значи дронот, го тилтам џојстикот надоле скрос и тој се спушта и сега фората беше што јас сум дошол до таму каде што сензорот фаќа да не може понатаму, али не го приметив дека е толку и ја уште си го држам џојстикот надоле и надеж почна вика ауто лендинг, а јас бев точно над река, али среќа бев близу него. И тој као што ја го да се спушта надоле, сега да фатам некој добар кадар, не знаев колку фаќа сензорот, буквално ќе влезеш у вода. Сега, значи, внимателно со тои сензори и со ауто лендингот, не знам колку е reliable, односно колку може да се ослоните на тој сензор, така да мој совет е не претерувајте со спуштање, че држи го максимум до метар да лебди и прекини тука, според тоа што го гледаш на дисплеј. Наредно е камерата. Јас сум презадоволен затоа што не ни планирам да навлегувам премногу во дрон фотографија, односно бар за сега не планирам да се навлезам премногу, бидејќи не можам нешто да очекувам премногу исто и од овој дрон. Иако веќе може да сетираш сам exposure и тие ствари, јас се ослонувам строго на ауто, играм само со tilting од up and down, така да што ги добивам тие облаци кога, односно тие shadows и highlights балансирани кога ќе имам потреба. На Instagram може да видите некои фотографии, неколку, него повеќето веќе се од дронот. Јас сум лично премногу задоволен од фотографијата, од видеото. Длабоко препорачувам на сите што планираат да навлезат во оваа уметност, односно во овој стил на фотографија. Да, можеби некогаш видно кога ќе земам некој по-профи дрон, ќе му се посветам повеќе да бидам по-профи во маневрирање со сетинзите, со тие tweaks in camera и плюс проблемот е тоа што немам многу батерија, односно имам една батерија и сега дали да го трошам времето од батеријата за сетинзи или да можам да снимам повеќе материјал за тие 20 минути. Наредно е борба со ветер. Немам до сега проблем, но пред пар денови бев во Галичник и сега како што тие што од вас што биле во Галичник знаат дека е вака буквално. И беше за Sunset, фотографирав Sunset, правев демек влог и тргна све супер, значи има добри фотографии, добар говор. We are currently photographing the beautiful mountains of Macedonia and I'm located in the beautiful village of Galičnik. И сега одам да го летнам дронов. Woohoo! Let's go! И најнаш на некој си 20% пробам да го враќам назад и ми вика strong winds. Strong winds. Strong winds. Aircraft. Whoa, okay. I'm losing this freaking drone all the time. Jesus Christ, I cannot get back, hey. Motherfucker. I almost fucking lost you. I almost fucking lost this fucking drone, hey. Again, look at it. Look. Look, if you can see, it's critical fucking 1%, hey. 1%. Woo! Strong winds. Абе, пети пат. Губам тебе. Среќа, некако нешто се деси. Јас го дирам џојстикот супер напред за да може да почне да се враќа на спорт стајано. Од една од трите категории имаш спорт, сине, смут и position ли беше? Да, сите различна брзина на движење на дронот. На спорт, значи го бустам за напред, не може да се врати. Значи не е толку отпорен на тие јаки ветришта што може да се начекаат на планини. Не знам како е со Aerot или со Pro. Со Mavic Pro, доколку имате искуство, споделите како е со ветрови, но јас стварно не може да го вратам дома. Буквално се враќаше назад, го шалташе на сите страни. Што направив, како да го спасам, значи више бев на 10%, го спуштив супер доле, значи додам до некој дрво, мадар нека се закачи на дрво, ќе се качам. И идејата ми беше да најам патека, бар било каква патека, ја најав она што води од Галичник према Јанче,
да го спуштам таму, па после ќе хајкам, ќе го земам уни едно време ако треба. Но само што го спуштите кога дојдов до дрвата и до патеката, дали видов едно повисоко дрво и успеав да доам пред него. Значи искористив неколку секунди. Тука тоа дрво го блокираше ветерот, односно таа снага што го спречуваше да иде напред и успеав да го донесам до пред мене. Точно се врати на 1 секунда. Fucking 1%, eh? 1% На 1%. Значи, тој 1% ќе се изгубеше и идеме доле. Значи, со ветришта внимателно. Чим ви пише Strong Wind, не може да се враќа сам дома, значи користете таа батерија што имате за да го донесете точно пред вас. Не пробувајте да бидете идиоти како ја што бев да снимам, односно да го pushing to the limits. Ова не е про, ова е аматерски дрон. И за крај да кажам за home point-от, стварно ако фати добар сигнал, си сетира самото home point, бидете само внимателни да не сте у некој тесен предел каде што долго кога се враќа да не го дувне ветер па да се здрви лево десно тие ѕидови или дрва. Значи за 400 евра е одлична инвестиција, одлично за почетници во дронот. Значи за 400 евра нема да имате подобра фотоинвестиција, ни една камера. Супер е за аматери, супер е за снапшотси, за инста фотографии. Немојте да правите иста грешка што направив ја. Значи купи го комбото да имаш повеќе батерии, со една батерија не правиш ништо, ќе чекаш кога мене вака месец дена, месец и повеќе да се обезбедиш со нови батерии. Има фалинки што би сакал да бидат подобри, но за 400 евра повторно ја кажам, не можеш да добиеш ништо подобро. Друштво, ако сакате пак вакви некои видеа околу фото опрема, пишете коментар, пишете DM, гледам дека Инстаграм е поактивен и сторито ми е доста поактивно, можеби ќе почнам и на Инста стори да правам кратки видеа околу вакви интересни топици што може да ви интересираат. Да, YouTube немам доволно рич, така да можеби ќе се свртам и таму или на IGTV. Кога имам време, сам мислам дека ќе имам повеќе време за снимање. Ајде да засврнам тука. Тоа е тоа, се гледаме на наредно видео. Peace!